Кој донел одлука со која се наложува починатите со COVID-19 да бидат погребани во лимен па во дрвен сандак, поради што семејствата се ставаат на дополнителни трошоци? Нова прашање одговор бараат и погребалните оператори. Потврдија дека во протоколот никаде не се наведува дека починатиот треба да биде во лимен сандак, но велат на терен состојбата е поразлична. Ваквата конфузна ситуација е резултат на недореченостите во протоколот, кој во дадени моменти се коси со постоечките закони. Дополнително се сомневаат во веродостојноста на овој документ, со оглед на тоа што, како што велат, дека истиот не е потпишан, ниту пак е архивски заверен. Ним им е само наложено дека мора да биде лимен ковчег и тоа од здравствените установи. Никој не знае да каже од каде произлегува таа обврска. Тоа е тоа, за истиот проблем е разговарано веќе повеќе пати и со здравствените установи, меѓутоа таму не добиваме никаков одговор. Или ќе биде телото превезувано, односно со него ќе биде постапувано и ќе биде ставено во лимен ковчег, или воопшто нема да им биде предадено телото. Од ресорното министерство се децидни. Велат протоколот е јасен. Болниците имаат за задача да го подготват починатото тело, односно да го дезинфецираат. Понатаму постапката ја продолжува погребалниот оператор. Болницата не наложува тип на сандак. Истото го потврди и директорите на неколку болници во државата. И извори од Комисијата за заразни болести посочуваат дека треба да се следат протоколите. Проблемот исплива на површина кога од Штипскиот џамиски одбор јавно проговорија за случај на починато лице со COVID-19, за кое едни оператори за да го погребат барале речиси 700 евра, а друг тоа го сторил за помалку од 250. Разликата според џамискиот одбор се должела на тоа што вториот оператор во цената не вклучил лимен сандак. И додека се полемизира дали на вистина се потребни два сандаци, се поставува прашањето кој ќе сноси одговорност и зошто на семејствата им се инсистира лимен сандак, без да биде наведена неговата употреба.